Чекањето на шалтер станува минато. Од денес изводите од матичните книги на родени, венчани, починати, како и потврда за слободна брачна состојба, граѓаните ќе ги добиваат дигитално, без физичко присуство, преку државниот портал услуги.gov.mk. Според Министерството за дигитална трансформација, ова ќе значи поголема ефикасност и подобра контрола на роковите за издавање на документите. Со фондот денес правиме уште еден значаен чекор напред во насока на дигиталната трансформација преку воведување на нови електронски услуги од областа на здравственото осигурување. Станува збор за услуги кои директно го поедноставуваат пристапот до важни документи, го намалуваат административниот товар за институциите и граѓаните и го елиминираат непотребното чекање и физичкото присуство на шалтери. За правните лица, за прв пат овозможена електронската услуга за издавање потврда за платен придонес за задолжително здравствено осигурување, целосно дигитално и достапно во секое време. За физичките лица воведени се следните 3 електронски услуги: потврда за пријава и одјава во задолжително здравствено осигурување, потврда за осигурано или неосигурано лице и платен придонес и потврда за исплатен надоместок за плата за време на привремена спреченост од работа. Хартијано. Што се однесува до услугите од управата за водење на матичните книги, можам да кажам дека од денеска и тие се целосно мигрирани на националниот портал услуги.gov.mk, што ќе го забрза нивното користење и се целосно дигитални за разлика од претходно, што значи дека потврдите, односно изводот од матична книга на родени, матична книга на венчани, умрени и новата услуга слободна брачна состојба, потврда за слободна брачна состојба, од денеска се целосно достапни на порталот и со неколку клика граѓаните може да ги добијат и тие услуги, што ќе значи поголема ефикасност на управата за водење матични книги и поголема контрола од страна на нас како ресорно министерство на темпото на издавање на овие услуги. Но од друга страна, за граѓаните кои сакаат да ги добиваат овие документи хартиено, ќе може да го прават повторно тоа во пракса. Некој граѓанин смета дека сака да се ја заврши услугата хартиено, таа била нудена на тој начин, тоа ќе продолжи да го прави во пракса. Што се однесува до нови услуги кои што ги нудиме, како што беа ваучерите за студенти, намерно стратешки решивме да тие бидат исклучиво преку порталот за услуги, за да ги научиме да го испромовираме кај помладите, да ги научиме дека можат и треба да го користат. Што се однесува до бројките, во 2024 година при доаѓањето во министерството ние имавме 120.000 корисници на порталот, со помалку од половина услуга по корисник. Во моментот имаме преку 240.000 корисници на порталот и преку 300.000 корисници на системот за единствена најава, а бројот на услуги е зголемен за 100-120%. Што значи покажува тоа дека граѓаните сакаат да ги користат електронските услуги, ако тие им ја завршат работата. Доколку можете да се извадите електронски документ, мислам дека никој од нас не би одел да чека редови и да тоа го прави хартијано. Сепак министерот Андоновски останува дециден дека бројот на онлайн корисници е зголемен, а тоа покажува дека граѓаните сакаат да ги користат електронските услуги, ако тие им ја завршуваат нивната потреба. Наместо да чекаат на шалтер, од сега сите ќе можат од дома да ги извадат потребните документи.